Основното јавно обвинителство во Скопје отвори постапка против 5 лица, меѓу кои поранешниот заменик министер за земјоделство Трајан Димковски. Тие се сомничат дека со лажни извештаи ја оштетиле државата за 780.000 евра. Како што велат од обвинителството, тие како соизвршители сториле кривично дело злоупотреба на службена должност и овластување. Осомничените ја злоупотребиле својата службена должност со неизвршување на својата службена положба, иако биле должни да ја известат владата за фактичката состојба во јавното предпријатие за берзанско работење Агроберза Скопје, односно дека е настанат неоснован кусок на меркантилна пченица и јачмен период од 2019 до 2021 година, истите доставиле неточни податоци и информации. Со ова дејствие лицата постапиле спротивно на Законот за стокови резерви. Еден од осомничените како експерт ангажиран од Бирото за вештачење подготвил фалсификуван извештај кој бил одобрен од владата. Истата била прифатена од страна на владата, при што Агенцијата за стокови резерви Скопје била задолжена да изврши отпис на 1500 тони маркантилна пченица и 500 тони јачмен за сточна храна во вкупна вредност од 473.365 евра. Во моментот на отписот, по цените кои се набавувала пченицата и јачменот во 2022 година, вредноста на истата изнесувала 780.487 евра, која вредност представува. Обвинителството соопшти дека со оглед на тоа што делото се гони во скратена постапка, до судија на претходна постапка е поднесен предлог за определување мерки на предпазливост, одземање патни исправи и задолжително јавување во суд за сите 5 осомничени.